7 дена судот не го известил МВР дека Игор Спасов, убиецот на Мартин Нешковски, е затворски бегалец, иако тоа е единствениот начин за полицијата да почне да го бара. МВР дури денеска распиша потерница по поранешниот специјалец, откако доцна попладнево стигнала телеграма од судот за извршување санкции во Штип, дека Спасов веќе една недела не се појавил во затворот и Дризово да ја доиздржи казната. Како власта успеа да го пушти од раце Спасов е дилема за која некој ќе треба да одговара. Посебно ако се знае колку овој случај СДСМ од позиција на опозиција го искористи за оцрнување на поранешната власт и раководството во МВР, алудирајќи дека убиството на Мартин Нешковски свесно го сокриле од јавноста. Убиството на Нешковски се случи на 6 јуни 2011 година, а Спасов беше уапсен 2 дена покасно. Судот во 2012 го осуди на 14 години затвор. Во 2015 се објавија и така наречените бомби, кои резултираа со насилни протести во кои беа повредени 40 на полициски специјалци. Преку нив, СДСМ алудираше дека тогашната власт ја прикривала вистината за убиството на Нешковски, за да се намалела штетата врз имиџот на владата на ВМРО. По доаѓањето на власт во септември 2017 година, премиерот Зоран Заев за време на посета на затворот и Дризово лично се поздрави со убиецот на Мартин Нешковски. Една година подоцна на Спасов му беше дозволено да направи прекин на издржување на затворската казна поради здравствени причини. Неодамна јавноста преку ЛЧК ги слушна целосните разговори поврзани со убиството на Нешковски, откаде се доби поинаква слика дека не се работело за прикривање и манипулација, туку напротив за расчистување на случајот и одговорност на убиецот. Бомбите за убиството на Мартин завршија во СЈО, но Катица Јанева и нејзиниот тим никогаш не напишаа обвинение за овој случај.